Адвокати на обвинетите во дискотеката прашуваат зошто обвинителството подопрен глас не реагирало за работењето на Пулс. Судењето заврши предмалку, го следи Билјана Николовска. Билјана, што се случуваше денеска таму и денеска долго траеше судењето? Да, Марија, пред 30 на минути заврши рочиштето на кое своја одбрана дава обвинети за најголемата трагедија во земјава, за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, во кој што загинаа 63 млади луѓе, повеќе од 220 беа повредени. Денеска свој воведни говори дадоа вработени во Министерството за економија, како и инспектори од Државниот пазарен инспекторат. Сите тие негираат вина и велат дека на различни начини не се виновни директно за она што се случило во Кочани на 16 март годинава. Последна сведочеше државната секретарка во Министерството за економија Размена Чекич-Дурович, односно таа негираше вина, во низино име зборуваше низиниот адвокат, кој што исто така рече дека таа не вршила контроли и не можела да прави технички надзор за тоа како работи дискотеката во која загина луѓето. Сепак, оно што остави впечаток денеска е обвинувањата кон обвинителството од страна на дел од адвокатите, кои што го прозваа и рекоа дека доколку некој е обвинет за непостапување, тогаш што правело обвинителството во изминатите 13 години период во кој што е составен обвинителниот акт. Сепак предлагам да видиме прилогот на оваа тема. Зошто се гонат поранешни, а не актуелни министри и директори за пожарот во Пулс и зошто обвинителството подопрен глас не реагирало за незаконското работење на Кочанската дискотека, праша адвокатот Петре Шилегов на денешното рочиште во судницата во Идризово во одбрана на неговиот клиент, пензионираниот службеник од Министерството за економија Шовкет Хазари. Обвинителе, ако ни тврдевте на нас дека постоел тој јавашлук, Шо правевте вие 13 години во Кочани? Шо правевте? Ако ја прифатиме вашата теорија, вие... Не, окей. Јас кажав ништо лично. Ако ја прифатиме ваквата теорија, тогаш обвинителот требаше да го слуша, а не да го чита обвинителниот акт. Одбраната на Размена Чекик-Дурович, државен секретар во Министерството, која ставила подпис на една лиценца за Пулс во 2023 година, посочи дека биле прибрани сите потребни документи за издавање на лиценцата и бил ставен печат од Државниот пазарен инспекторат, кој проверува дали се исполнети минимално техничките услови. Во ситуација кога пријавата за исполнување на минимално техничките услови за вршење на угостителска дејност е ставен печат од ДП и Кочани, Министерството за економија нема никаква надлежност да врши контрола или да врши надзор над работењето на ДПИ или пак на објектот. И друг обвинет службеник од Министерството за економија Зоран Николовски се бранеше дека не им било надлежност да вршат контрола на угостителски објекти, туку само да ги проверат документите од Државниот пазарен инспекторат. Никогаш во животот нит сум излегол, нит знам каде е Пулс, нити некој друг објект, нити ни било обврска, нити надлежност по закон да вршиме проверка на било какви услови. А истото го посочи и адвокатката Сафија Лаличич на другите обвинети службеници Беким Хаджију и Арлинда Касапи од Министерството, дека нивната работа е само административна, а не инспекциска. Тие работат со документација поднесена од страна на правни субјекти, документација која доаѓа заверена, подпишана и со одговорност од други институции. Кажано јасно, нивната работа е канцелариска обработка на документи, а не проверка на објекти. Пазарната инспекторка Блашка Евтимова пак пред судот рече дека само еднаш била во контрола во Пулс во 2012 година и објектот тогаш ги исполнувал сите потребни услови. После тоа што се случувало и 2025 година јас не можам да кажам, затоа што никош повеќе не сум добила налог за одење во кабаре Пулс, кој повеќе и не било кабаре.
Одбраната на другите пазарни инспектори се сведуваше на тоа дека само си ја вршиле својата работа, планот за инспекции го правил директорот, а го одобрувале инспекцијските совети. Во меѓувреме од притвор е пуштен Джевер Камбери, обвинетиот службеник од Министерството за економија, бидејќи обезбедил гаранција. Камбери се гони дека примил подкуп од речиси 4000 евра за да обезбеди лиценца за пулс. Во пожарот во Кочанската дискотека на 16 март загинаа 63 луѓе, а повеќе од 220 беа повредени. На следното рочиште се очекува воведни одговор на вистинскиот собственик на Агенцијата за обезбедување Рубикон, Александар Нацев. Оно што беше последно кажано на денешното рочиште е дека обвинетиот службеник од Министерството за економија, кој што е обвинет за примање мито за да ја издаде лиценцата на дискотеката Пулс, е дека сега ќе се брани од слобода од денеска, односно е пуштен од притвор. За ова дал гаранција од 600.000 евра и тоа во станови на негови блиски роднини. Тој во притвор се наоѓал 9 месеци, ова било петти обид за да излезе од притвор со гаранција, при што апелациониот суд ја донел таквата одлука, односно ја прииначил одлуката за притвор на кривичниот суд. Следното рочиште ќе се одржи на 25 декември, тогаш само уште завршен говор, свој завршен говор ќе даде Александар Нацев, кој што е собственикот на Агенцијата за обезбедување Рубикон и двете фирми, и ќе биде повикан и првиот сведок на настанот. Марија?